Поздрав од студиото на Прва Скопска. Почнуваме со урбаните вести, останете со нас. За прв пат лицата во старските домови ќе имаат можност да гласаат на председателските избори. Агенцијата за катастар на недвижности ќе воспостави графички регистар на улици и куќни броеви. Теренска вакцинација со МРП, но ниту едно дете нема да прими вакцина без согласност од родител. Не оставајте вредни предмети во автомобилите. Целосна модернизација на системот за улично осветлување низ општина Ѓорче Петров. Лицата кои се сместени во старските домови за прв пат ќе имаат можност да гласаат на предстојните председателски избори. Ова ќе биде како пилот проект и на предстојните председателски избори ќе се спроведе во еден државен и еден приватен старечки дом. Исто така Државната изборна комисија првичните резултати од овие избори ќе ги објавува брзо, затоа што председателот на избирачкиот одбор веднаш по сумирањето на гласовите треба да го слика записникот и преку Вибер апликација да го испрати до Државната изборна комисија. Државната изборна комисија во пресрет на предстојните редовни председателски избори 2019 веќе има изготвено детален оперативен план, а усвоени се најголем број од подзаконските акти што се потребни за спроведување на изборите. Избирачкиот список за председателските избори наскоро ќе биде ставен на јавен увид и во период од 20 дена граѓаните ќе имаат време да видат дали се запишани и тоа дали се запишани со точни податоци и да поднесат, ако има потреба, соодветни барања до подрачните одделенија и канцеларии на ДИК. МВР го достави последниот извод од избирачкиот список, кој во моментов се обработува, за да се објави на јавен увид. И досега нема никаков проблем со избирачкиот список, изјави денеска председателот на ДИК Оливер Дирковски. И додаде дека прв пат како пилот проект на овие избори ќе им се овозможи на лицата во старските домови да гласаат. Во овој изборен процес прв пат како пилот проект ќе направиме да им овозможиме на лицата сместени во старските домови да го искористат правото на глас, затоа што досега не им беше овозможено да гласаат. Во консултации со Министерството за труд и социјална политика и од другите органи кои што би можеле да бидат вклучени во овој процес, се договоривме дека нема никаква законска пречка, проверивме дека нема никаква законска пречка на тие лица да им овозможиме, меѓутоа за да не избрзуваме со процесот, за овие избори ќе овозможиме на лицата во еден државен старски дом во Скопје и еден приватен, најголемиот приватен старски дом во Скопје да гласаат на денот на изборите, тоа во саботата, денот пред изборите, тоа ќе го направиме на ист начин како и за лицата кои што гласаат ден пред изборите, тоа се лицата за раселените лица или болните и немојчни и така натаму истите категории. Овие лица во државата се негде преку 2000 граѓани, значи во наредниот период треба да им овозможиме да направиме максимални услови да овозможиме да си го остварат своето право на глас. Исто така на овие избори за прв пат вечерта по затворањето на избирачките места и сумирање на резултатите, председателот на избирачкиот одбор ќе го слика записникот и ќе го прати преку Вибер апликација до Државната изборна комисија. На тој начин ДИК брзо ќе ги објавува неофицијалните првични резултати и ќе се спречат одредени намери за преправање на записникот. Вечерта по затворањето на избирачките места, по утврдување и сумирање утврдување на резултатите и пополнување на записникот за истите, ќе биде задолжен председателот на избирачкиот одбор да го слика записникот и веднаш да го трансферира до Државната изборна комисија преку Вибер апликација, која што ќе ја овозможиме и со тоа практично ќе ви овозможиме и на вас како на јавност, а и да биде Државната изборна комисија брзо да ги објавува неофицијалните првични резултати. Она што досега беше забелешка на многу места дека доцниме со објавување на резултатите, а истовремено и ќе спречиме со таа постапка одредени намери на некои припадници на или на избирачки одбор или други лица кои што учествуваат во процесот да
преправаат записници, одејќи по пат до Општинската изборна комисија и така натаму. Значи, со ова ќе овозможиме уште поголема транспарентност на процесот и ќе оневозможиме други несакани действија. Уште една новина во Државната изборна комисија е и приречник за едукација на членовите за гласањето во изборниот процес. Агенцијата за катастар на недвижности ќе воспостави графички регистар на улици и куќни броеви. Токму затоа апелираат до жителите во скопските општини да им излезат во пресрет на екипите кои ги прибираат теренските податоци, да им ги дадат потребните податоци и информации и да им овозможат фотографирање на објектите. Агенцијата за катастар на недвижности ќе воспостави и ќе управува со графичкиот регистар на улици и куќни броеви, кој ќе содржи теренски прибрани просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви, поединечно по населено место, надлежност што произлегува од Законот за катастар на недвижности. Како што појаснуваат од агенцијата, графичкиот регистар на улици и куќни броеви ќе биде поврзан со описните податоци од регистарот на просторни единици заради идентификување на улицата спрема населеното место, односно административните единици, како и за податоците од електронскиот катастар на недвижности, со што ќе се овозможи лесна идентификација на недвижностите според адреса. Описните податоци за куќните и уличните броеви агенцијата ги презема по службена должност од регистарот за имења на улици и куќни броеви, што се води при Централниот регистар на Република Македонија. Тие ќе бидат ажурирани со теренското прибирање на податоците. Просторните податоци за улиците и куќните броеви агенцијата ќе ги прибира од терен. Од Агенцијата за катастар на недвижности појаснуваат дека активностите на терен се веќе започнати и затоа упатуваат апел до жителите од општините Газибаба, Аеродром Ѓорче Петров, Киселавода, Центар, Шутов, Ризари, Бутел, Карпош, Чаир и Сарај, да им излезат во пресрет на екипите што ги прибираат теренските податоци, да им се дадат потребните податоци и информации и да им овозможат фотографирање на објектите. Со теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви, велот од Агенцијата за катастар на недвижности, ќе се соберат просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви на лице место и ќе се даде јасна слика која улица каде се наоѓа и кои куќни броеви се однесуваат на неа, како и во кое населено место. Проблеми при теренската вакцинација против мали сипаници. Дел од родителите и директорите на училиштата не дозволиле медицинските тимови да ги вакцинираат учениците со МРП вакцина. Од Здравствен дом Скопје тврдат дека се обезбедени сите услови за имунизација. Теренската вакцинација започна од крајот на минатата недела и досега 100 деца примиле вакцина во училиште. Сепак од Здравствен дом Скопје уверуваат дека ниту едно дете нема да прими вакцина без дозвола од родителите. Од крајот на минатата недела почна теренската вакцинација во основните училишта во Скопје. Во 6 училишта се вакцинирани 100 деца. Во неколку училишта се уште има отпор од родителите и реакција од училиштата во однос на тоа како треба да се спроведува вакцинацијата. Работевме на тој проблем и во координација со Министерството за здравство, директорите на школите и локалната самоуправа. Изнајдовме решение што ни овозможи во училиштата каде не беше дозволен пристап на вакциналните тимови, а тоа е во основното училиште Кочо Рацин и во основното училиште Владо Тасевски, в петок да организираме вакцинирање на терен за децата од школска возраст. Проблемот во основното училиште Ѓорѓе Пулевски ќе го решиме во наредниот период. Ова го изјави директорот на Здравствен дом Скопје Злата Мехмедовиќ и рече дека ниту едно дете без согласност од родителот нема да биде вакцинирано. Дадени се изјави до сите диспансерски тимови кои треба да им ги дадат на родителите кои ќе бидат присутни на лице место, да ги потпишат дека се согласни да им биде вакцинирано нивното дете. А оние деца кои ќе бидат без родители треба да донесат писмена изјава од родител дека е согласен тоа да биде вакцинирано. Спроведувањето на школската вакцинација на терен не е ништо чудно и не е ништо невообичаено и не се прави за прв пат. Тоа е нешто што во минатото се правило многу успешно, многу ефикасно и на тој начин се покривала поголема група на деца кои што се вакцинирани и затоа пристапивме на еден ваков начин да го решаваме делот на проблемот што го имаме со епидемијата со невакцинирани деца. Ниту едно дете категорично
Тврдам дека нема да биде вакцинирано без согласност на родител. Според списоците кои ги има Здравствениот дом Скопје, за невакцинирани деца во училиштата, вкупна бројка е 3700, а само во основното училиште Кочурацин има 98, кои се потенцијално изложени на ризик да бидат инфицирани од морбили, сега кога се наоѓаме сред епидемија. Вакцинацијата се одвива во услови какви што ги има по школите, се одвива согласно позитивната медицинска пракса, се користат секогаш стерилни сетови за вакцинација, се користат ракавици, се создаваат стерилни услови на самото место, каде треба да се аплицира вакцината, така што децата се безбедни од тој аспект, информираат од Здравствен дом Скопје. Инаку Комисијата за заразни болести даде препорака против морбили да се имунизираат и бебиња со наполнети 6 месеци. Но во вакциналните пунктови се уште не добиле таква насока од Министерството за здравство и вакцинацијата се одвива согласно правилникот за имунизација, кој значи дека од 9 месеци нагоре, поточно од 12 месеци, се прима првата вакцина за морбили. На клиниката за инфективни болести до вчера имало 21 пациент со морбили, од кои 7 се возрастни и 14 деца главно под 1 година. Од прогласувањето на епидемијата во декември, до сега се регистрирани 280 заболени, а 3 починаа. Со цел да се подигне свеста на граѓаните да не оставаат вредни предмети во автомобилите, СВР Скопје денеска почна кампања со која ќе бидат опфатени сите места кои се детектирани како проблематични. Најчеста мета на крадците се чанти, паричници, лаптопи или телефони. Чанти, паричници, телефони, лаптопи, таблети. Многу често се случува од брзање да се заборават вредни предмети во автомобилот, па потоа да станат мета на крадец. Со цел да се подигне свеста на граѓаните повеќе да внимаваат, денеска екипите на СВР Скопје пред трговски центар Бисер делеа промотивен материјал наменет како да се заштитат од кражби на вредни предмети во автомобилите на паркинзи. Како што информираше Ристо Јовановски, инспектор во одделението за превенција во СВР Скопје, кампањата е во соработка со Сдруженијето на сопственици на трговски центар Бисер и во соработка со јавното предпријатие Градски паркинг. Како што истакна инспекторот Јовановски, согласно годишната програма, овие активности почнуваат во овој период од годината и ќе траат до крајот на 2019 година. Предвидено е да бидат опфатени сите паркинг места на подрачјето на град Скопје, оние места кои се детектирани како проблематични. Обично во вечерните часови најчесто се извршуваат овие кривични дела, поточно некаде во периодот од 16:30 па до вечерните часови. Нападнати се оние места каде што се необезбедени, каде што се неосветлени и возилата се најнападнати каде што собствениците најчесто после шопинг активностите во текот на денот оставаат вредни предмети во своите возила и од невнимание стануваат жртви на овие кривични дела. Раководителот на јавното предпријатие Градски паркинг Славчо Јовановски информираше дека на површините со кои стопанисува Градски паркинг не се случуваат често кражби, но доколку се случи тоа, вработените ги информираат екипите на СВР Скопје. Најчесто сигнализираат нашите вработени кои што се на самиот паркинг, испраќаат дојава до Министерството за внатрешни работи или до самиот собственик, доколку го имаме во нашата евиденција. Значи, ние сме во постојан контакт со полициската станица Аеродром, што е и со службата што е за превентива за обивање на возила на самите муштери што доаѓаат во трговскиот центар. Ние како Бисер имаме обезбедено мониторинг систем, значи целиот трговски центар е одоколу обезбеден со камери, така да се дешаваат работи, значи да има плячки, джепни кражби, има и обивање на дуќани, меѓутоа во 80% случаи тие се решаваат. Пошто имаме соработка добра со полицијата, доаѓаат и ги откриваат многу брзо. Подигнувањето на безбедносната култура кај собствениците на возила, редовното присуство на полициски патроли и зајакнување на довербата и соработката меѓу граѓаните и полицијата, која преку вакви и слични проекти треба да се достигне, треба да донесе зголемување на чувството на сигурност и безбедност на граѓаните во нивните населени места.
Со јавно-приватно партнерство на територија на општина Ѓорче Петров ќе се модернизира системот за улично осветлување. Изведувачот кој ќе се избере треба за 6 месеци да го модернизира осветлувањето со LED светилки и најсовремена опрема. Започнува постапката за модернизација на уличното осветлување во општина Ѓорче Петров. Советот на својата 24-та седница донесе одлука со која стартува процесот на комплетна реконструкција и менување на постоечкиот систем за јавно осветлување. До крајот на годината, преку јавно-приватно партнерство се очекува да се избере изведувач кој за 6 месеци ќе треба да го модернизира осветлувањето со LED светилки и најсовремена опрема, а со тоа граѓаните да добијат врвен квалитет во осветлувањето. Приватниот партнер ќе менаџира со осветлувањето во наредните 12 години. Советниците изгласаа измена на одлука за управување со инсталации или намалување на цената за подземни прекопи на правни и физички лица од 30 до 50% за должина над 4 километри. Советниците исто така дадоа и зелено светло за зголемување на бодот за пресметување на платите на јавните службеници за 2019 година во јавната општинска установа за деца детската градинка Росица и општинските основни училишта, согласно одлуката на владата. Засилени инспекциски контроли, казни за прекршоци од 50 до 2000 евра. Меѓународен надпревар во уметничко лизгање, Скопје на мраз 2019. Тажна вест од зоолошка, почина лавицата која 20 години престојуваше во зоолошка. За развој на авантуристичкиот туризам кој е магнет за странските гости, потребни се специјализирани водичи. Во општина Карпош започнуваат засилени инспекцијски контроли, а граѓаните кои не го почитуваат законот ќе бидат казнети со парична казна во висина од 50 евра до 2000 евра. Овие активности на комуналните инспектори ќе се одвиваат и за време на викендот. Општина Карпош, согласно своите надлежности, покрај интензивираните активности за чистење на јавните површини, во наредниот период ќе ги зголеми инспекцијските контроли на терен. Овие активности ќе се одвиваат и за време на викендите. За таа цел од општината ги потенцираат действијата кои представуваат прекршување на прописите за чиста животна средина и за кои ги има прекршочни санкции од 50 евра до 2000 евра во денарска противредност. Комуналните инспектори ќе казнуваат за фрлање шут, отпад, формирање депонии, јами и слично во профилот на улиците и патиштата или покрај контејнерите за комунален отпад или пак доколку го остават градежниот шут или друг вид отпад на коловозот и тротоарот на улиците. Испуштање отпадни или други води, нанесување кал, градежен и друг материјал на коловозот и тротоарите на улиците. Ке се казнува и попречувањето на пешачка патека и улица, противправно прекопување на коловозот, оставање пречки и друг материјал на коловозот, пешачката патека или тротоарот и неовластено поставување разни препреки, оштетување и уништување на урбана опрема со обраќајни знаци, патокази, семафори и друга опрема која е во функција на патеките, улиците и други јавни површини. Исто така ќе биде казниво со парична казна од 50 до 2000 евра, како и отворање и отстранување на капаците на уличните шахти и решетки. В петок и сабота на ВИП лизгалиштето во спортскиот центар Борис Трајковски ќе се одржи третиот поред национален и меѓународен надпревар во уметничко лизгање. На надпреварот ќе учествуваат 75 надпреварувачи, од кои 21 од Македонија. Во Скопје, в петок и сабота на лизгалиштето во спортскиот центар Борис Трајковски ќе се одржи третиот национален и меѓународен надпревар во уметничко лизгање во Македонија, Скопје на мраз 2019. Надпреварот е организиран од Федерацијата за лизгачки спортови на Македонија во соработка со спортскиот центар. На надпреварот ќе учествуваат 75 надпреварувачи, 21 од Македонија и 54 надпреварувачи од странство, односно од Србија, Бугарија и од Словенија. Учесниците ќе лизгаат во 5 категории: кадети С, кадети Б, младинки, јуниорки и сениорки. Свеченото отворање е в петок, со почеток во 19 часот во конгресната сала на спортскиот центар Борис Трајковски, а надпреварот ќе се одржува од 20 до 21:30 часот.
В недела пак надпреварот ќе се одржува од 8 часот до 14 часот. Лавицата во Скопската зоолошка градина беше еутанизирана по долго боледување од малиген тумор на кожата, соопшти утринава зоолошката градина. Туморот на 20-годишната лавица почнал да се развива на лицето, а потоа метастазирал низ целото тело. Лавицата, која 20 години престојуваше во зоолошката градина Скопје, почина по малиген тумор кој започнал да се развива на лицето и метастазирал низ целото тело. Како што соопшти зоолошката градина, тие уште во септември добиле препорака за еутаназија, но сепак не се откажувале од борбата и лавицата била оперирана неколку пати, но туморот повторно се враќал. Со тешко срце и насолзени очи се простивме од нашата лавица која долго време беше член на зоосемејството. Малигниот тумор кој започна да се развива на лицето метастазираше низ целото тело. Уште во септември минатата година добивме препораки за еутаназија од Европската асоциација на зоолошки и аквариуми, но решивме да не се откажуваме од борбата. Иако во соработка со ветеринарниот институт направивме неколку операции за отстранување на туморот, секој пат се враќаше се поинтензивен. Диагнозата беше малиген тумор на кожа и подкожје. Лекувањето за жал беше неуспешно, а лавицата која храбро се бореше со најлошата болест на денешницата беше еутаназирана. Секој од нас има изгубено блиска личност од ова зло, а ние ја изгубивме 20-годишната мила жителка на Зоо Скопје. Тагата е преголема. Почивај во мир, убавице, и трчај слободно горе на небото. Во твоја чест денес знамињата пред зоолошка ќе бидат спуштени на пола Копје, соопшти зоолошката градина на својата официјална Facebook страна. Туристите кои доаѓаат во Охрид се почесто се одлучуваат за некоја алтернативна форма на туризам. Асоциацијата Експлорер прави напори организирањето на ваквите авантуристички тури да биде на едно високо ниво, со обучени туристички водичи по европски стандарди. Нема втор пат за првиот печаток. Ова многу добро го знаат и веќе активно го применуваат туристичките водичи од градов. Тие се свесни дека го представуваат првиот печаток за Охрид како туристички центар, па затоа инвестираат во себе и во сериозноста на оваа професија. Пратејќи ги современите трендови во туризмот и се поголемиот интерес за развој на неговите алтернативни форми како што се планинарење, алпинизам, авантуризам и друго, дел од водичите специализирани за вакви тури пред неколку месеци ја формира асоциацијата Експлорер. Асоциацијата за професионални водичи во планина, која што ова 2018-2019 година за прв пат стана полноправен член на Европската асоциација за професионални водичи. Во тој дел ние сме покриени, можам да кажам дека планинарењето ни е на едно повисоко ниво, меѓутоа останатите активности нити законски се регулирани, нити па правно, така што пазарот е оставен на секој оној кој што мисли и смета дека може или има некаква желба, афинитет да работи во туризмот. Со помош на општина Охрид, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и асоциациите од туристичките комори ќе се прават напори да се постигне еден добар квалитет во фелата на туристичките водичи, вели Димитров. За тоа е потребна и туристичка инспекција, која што за жал во Охрид знаеме дека постои, ама не се активни. Има многу туристи кои што се движат низ Охрид со водичи кои што зборуваат на својот мајчин јазик. Водичот дури на моменти не знае што тие говорат за Охрид, за нашата историја, а на други места и други градови и држави тоа не е допустливо. Минатата година 12.000 туристи побарали услуги од здруженијата и асоциациите во градов кои се занимаваат со водење тури. Оваа година тој број се очекува да порасне. Асоциацијата Експлорер планира самостојно да настапи на некои интернационални саеми, како на тој начин би ги запознале потенцијалните гости кои сакаат да испробаат некоја од алтернативните форми на туризам. Пред неколку месеци беше ставен во функција и туристичкиот инфоцентар во центарот на градот, кој треба да служи за промоција на туристичките содржини кои ќе им се нудат на гостите. Овој инфоцентар ќе функционира од мај до октомври, кога е и најголемата посетеност на градов.
Локални врнежи од дожд в петок и значително намалување на температурите за 10 до 15 степени Целзиусови од викендот најавија од управата за хидрометеоролошки работи. В петок во текот на денот ќе настапи зголемување на облачноста, попладне и во текот на ноќта со локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Поради спуштање на студена воздушна маса од север, врнежите в сабота ќе преминат во снег и на некои пониски места. За време на викендот ќе дува засилен повремено силен североисточен ветер, особено в петок во текот на ноќта и в сабота, кога наместа ќе достигнува до 80 км на час. Температурата значително ќе опадне за 10 до 15 степени. Во Скопје утре температурата ќе достигне 14 степени. В петок од -3 до 12, сабота од -5 до 2 и недела од -4 до 5 степени. Тука е крајот на вестите, јас ви благодарам на вниманието. Повеќе информации има на нашата веб страна matama.mk. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.